Воја Додевски е усамен човек на 68 годишна возраст кој е роден и пораснат во село Клечовце, Куманово. Работел како зидар, од ништо создава дом и за жал многу млад останува вдовец и самохран татко на 3 мали дечиња. Од денот кога го напушта сопругата за него, веќе животот добива друга димензија, многу потешка и многу посурова. Веќе освен да заработува, мора и да ги работи домашните работи, за да ја компензира за децата загубата на нивната мајка. Со труд и работа, тој успева сите синови да ги израсне и да им направи макар по една соба, но волката ја живее денес сам, усамен и далеко од најблиските, посебно од внуците кои многу му фалат. Дури на овие години, само за да издржи работи и се труди, што поради економски причини, бидејќи од социјалната помош му остануваат само 1500 денари за храна, но и за да ја победи осаменоста, бидејќи ако се затвори во 4 зида, сам вели ке си ја повика смртта. Воја е прескромен и иако посака да го стави своето срце на дланка, сепак се срами да побара помош, а и тоа како добро би му дошле апарати за домаќинство, зашто од смртта на сопругата рачно пере и готви на шпорет на дрва. Добар ден и добре дојдовте во најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Моето име е Оливера. Сите вие кои живеете тешко, имате проблем од било каков тип, ве охрабрувам да се пријавите на Срце на дланка на 075-304-405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека добрината не ги прави луѓето среќни, но и тоа како може да ги направи да живеат среќно. Денес треба да го покажеме токму тоа, да покажеме среќа и да ги направиме луѓето среќни кои ќе го стават своето срце на дланка. Многу тешко живее Никола од Скопје, кој што имал безгрижно детство. Денеска е млад човек, меѓутоа се бори со сериозна болест. Затоа го стави своето срце на дланка и побара помош од народот. Никола Георгиев е младо момче, матурант со големи планови во животот. Силно, позитивно и вредно, секој слободен момент го користи за да работи, за да не биде терет на домашните. Немал среќа да ги запознае своите родители, бидејќи татко му починал набрзо штом тој се родил, а мајка му го оставила, вели тој, и никогаш не прашала за него. Затоа, тој пораснал со баба му и дедо му во Црешево, кои го чуваат од негова 9-месечна возраст. Единственото богатство што го имаат дедо Лазо и баба Рада е Никола, за кого би дале се. Го растеле како свое дете во хармонично семејство и тој им е единствениот наследник. Иако се уште не ја прежалиле загубата од синот пред неколку месеци, добија нова вест која безгрижноста на овие луѓе ја замени со солзи и неспиени ноќи. Случајно на стоматолог дознаваат дека Никола е болен од сериозна ретка болест. Преку пријателка стапуваат во контакт со болница во Турција, која за поставување на точната дијагноза и почетно лекување бара над 100.000 евра. И додека секоја втора вечер ова младо момче се бори со сериозните болки, хуманиот народ несебично донира, но бидејќи лекувањето ќе трае долго и ќе чини многу, ставајќи ги во мирување сите идни планови, ова семејство одлучи да ги стегне забите во оваа тешка битка и да му помогнат на единственото чедо. Преку социјалните медиуми дознавме за младиот Никола Георгиев од село Црешево, Скопско. Денеска со екипата на Срце на дланка сме пред неговиот дом. Сакаме да дознаеме причината и неговата болест, но и целите за негово излекување. Затоа, денес ќе ве запознаеме со неговата животна историја. Добар ден. Никола, се запознаваме. И ми е многу драго што те гледам. Вака, јас сум Оливера од Срце на дланка, се слушнавме вчера. Дојдовме во твојот дом со цел да дознаеме твојата животна историја, твојата приказна,
Колку години имаш и со што се соочуваш во моментов? Јас сум Никола Ѓоргиев од село Црешево. Имам 19 години и сум во борба со рак на коски. Дознавме од социјалните мрежи за твојот проблем. Во моментов си матурант, во моментов те очекува убави работи. За жал мораше сето тоа да го стопираш и да го ставиш на стендбај, но си, како што гледам, и вака силен и борбен. Да, треба да се избориме до крај, ќе успееме и Кога ја диагностициравте оваа сериозна болест? пред отприлика околу 2-3 месеца дознав дека имам рак на коски и ја почнав борбата со ракот. Так, тука се лечиш во Македонија или? Да, во Македонија се лечам, али понеделник патувам во Турција. Во понеделник патуваш во Турција. Таму веќе излезени се и донациските бројчиња. Како ќе тече таму процедурата? Каков е планот? Па валјда ќе почнеме прво испитување вторник и со терапија во Турција. Так, колку е почетната сума што треба да се собере? Почетната сума е 111.000 евра. Како, случајно ли го дозна моментот со диагнозата? Што се случи? Имаше ли проблеми? Има проблеми со зъбите и со испитување дознавме дека имам рак на коски. Во моментов болки некој имаш ли? Во моментов не. Али се дешава и тоа. Ајде влезете, ќе седнеме, ќе... Да, ова е вашата семејна куќа? Да, Тука со кого живееш? Со баба и дедо. Родители немаш? Не. Татко ме починат, со мајка ме немам никаков контакт. Так. Гледам и пријателчиња, животинчиња, чуваш кутра? Домашни миленичиња. Тука го помина детството? Да, од тука сум роден во село Црешево. И понатака од тука ќе до крај на животот би живеел. Тука и ќе се вратиш? Да, не би го менјал Црешево за ништо. Толку си среќен тука. Да. Како те чуваа баба и дедо? Предпоставувам добро. Одлично. Штом не би го менувал родното место. Овде е деневната соба. Ова ти се предпоставувам бабата и дедото? Да, баба и дедо, да. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Јас сум бабата на Николче. Јас сум дедото на Никола Лазо и другарот. И другарот. Петце сме другари, да. И поддршката во И се, поддршката во предпоставувам. По све. И се гледаме албуми, колку баба. Гледаме, им си плачеме, им се смееме, се радуваме и тоа е. И така. Верувам дека пред вас е еден животен предизвик, една голема борба, тешка борба. Тешка. Ми кажа Никола дека ќе заминете за Турција, но дека... Да. Ако е здраве Боже, понеделник сабаре, одиме. Таму. Само со Господ напред, ќе успееме, оптимистички сите, само да узлекуваме. Никола има само 19 години, сираче од своји 9 месеци и затоа баба му и дедо му го чуваат циот живот. Татко му починал додека тој бил се уште бебе, а мајка му ќе каже тој се премажила и веќе никогаш не прашала за него. Темпераментен како мал, вреден и посветен на училиштето и работата како млад, Никола има планови по матурирањето годинава да замине во Малта на работа за да им помогне на баба му и дедо му и да им возврати за досегашната грижа. За жал, неубава вест за сериозноста на неговото здравје ќе се обиде да ги стопира неговите планови и да го прикова дома, борејќи се со непозната болест. И иако со болки е многу часови во денот, тој во ниеден миг не ја стимнува на смевката, што уште повеќе ја покажува големината и силата на ова младо момче. Тука роден, да. Тука си роден. Да, село Црешево. Велиш те изчуваа баба и дедо? Да, они двајца ми чува од малечок, од раѓање до сега. Раѓање до сега. Да, и сега понатека. Тоа се баба и дедо по твојот татко? Да, по татко ми страна. Татко ти? Татко ми е починат, со мајка ми немам никаков контакт. А твојот татко не се ни сеќаваш на него? Да, јас сум роден 2004 година, он е починат 2005 година, на мој 9 месеца. Бабата и дедото ти се се во животот. Да. И веројатно и ти даваат поддршка и ти многу Пред се најголема поддршка имам од нив двајцата, па од сите други. Од Пелен. И тоа у тешка ситуација, да ти кажам право.
тешка ситуација, пошто и синот ми почина. И он тука и би било многу тешко, да ти кажем искрено. Вие бевте и мајка и баба во исто време? Да, да. Мајка му си отиде, госта и не се врати више назад. Не е лесно ти на 45 години да чуваш, ја толку имав тогаш 45 години, не е лесно да чуваш дете и да одиш по гробишта. Мислам, знаеш ти како е нашата вера, како е. Можеш да идеш на гроб, секоја недела, ова, она. Он се со мене ишол, се со мене сум го водела. Он вистината не ја знаеше прво и после таму почна по село да зборат ова, она и он сам ја дозна вистината. Јас сакав да му кажам дека ќе ја потпорасте малце за да знае. За да знае. Ама и доаѓа дома ми праша баба вистина ли е тоа со татко ми што се десло, викам да, вистина е. Па ти толку време криеш од мене. Абе сине, ја не сакам да те замарам со тоа. Ја ќе ти кажев, ама кој ќе требаше да ти кажем, а ти сега уште си мал. Сигурно не го чувствувате како внук, туку како собствено дете? Да, само што не сме го родили. Само што тоа? Да. Затоа што татко му почина, он немаше непуна година дена. Мајка му се е премажена, како што знам, со друга фамилија, нека и со среќа. Ние, ово дето, затоа што синот ти беше единец, друго дете немаме ние, и ние си го прифативе. Основно школу и наставничката и вика, ајде деца ќе пишуваме за 8 март, ден на мајките. Сите пишуват, Никола седи, тоа што спорови на неговата наставничка. И го гледам, вика, дето си седе смирено, силно, Никола, зашто не пишуваш? Па вика, наставничка, ја немам мајка. Како бе, вика, имаш баба? Све течеше онака како што планиравме. Заеднички, не да го фалам што ми е внук, него и ден денес што ми е примерен. Значи, не бара оно што го немаме. Не бара. Значи, функционираме како што треба, како една фамилија. У секој момент, он знае дека јас сум му пред најдобриот другар, па после сам му дедо по крв. И увек така ќе останеме. Јас си реков, ќе си го земам дето, ќе си го чувам и си го изчува, бе, 19 години, ама сега ова што се деси, ова ме веќе, да кажем, право капак ми дојде. Дружба со другари, со деца. Завршив основно училиште на Охридски Црешево и сега сум средно училиште во Михајло Пупин. 4-та година, да матурант, али поради лекување во странство треба да идам во Турција. Малку го баталив школото. Плановите ни беа да го заврши школото, да се вработи и јас сум му рекол, значи нема повеќе да работам. Пензија колку толку ќе биде таа. Ама е веспна. Шок. Никакви проблеми у школу и фала на Михајло Пупин. Он веќе втор месец не е на школа. Ослободен буквално од школото. Да се посвети на здравието. Али вика, и од таму подршка имаме голема, ќе се заврши школа. Кога тогаш? Место да се радува матурска, место да шета, да си најде работа, да се запосли, сега глед што се деси. Да ти кажам искрено од душа, ја уште татко ме сум го пожалела. Уште. И ова ми дојде капак на се. Имав планови за странство, за работа во странство. Требаше да заминам во Малта, али сега ради ситуацијава, здравие ќе биде и тоа за некоја година. Плановите ми се прекина, не само тие планови, имав многу други планови општо. Речи го некои мои размислувања, али здравие пред се да завршиме со лекувањето, па понатака ќе биде све ќе си дојде само по себе. Почнав со болки во кичмата и пиев највише кетонал за кичмата. Но мислејќи дека тоа ти е од работата, бидејќи физички мислејќи дека од работата ми најде уствари прво дископатија на кичма. Али дископатијата, како што знаеме,
тие дископатија, реуматија, други болести и така понатака не сум многу запознаен со тие работи. Не се лекуваат баш лесно и не се толку страшни болести. И ја замарив тука работата. А што работиш, нели, кога си Работев фасада, гипс, картон, градеж немам работено. И пред се дома сум сам мајстор, дома си работам, сите физички работи дома сам си ги работам. Премногу си млад за толку да бидеш амбициозен, меѓутоа сигурно сакаш Да, сакам да научам од се по нешто. И да знам еден ден било што да биде, да си направам, да си изработам сам свој мајстор. Диагнозата почна на забите да ми паѓаат, али ви кажав дека многу сме марливи за тие работи. И помислив дека ние во фамилија имаме генетски парадентоза. Помислив дека е парадентоза. Дедо ми дека е шофер, ме донесе од Бугарија апчиња за парадентоза. Испив една кутија. А меѓувремено он речи го местеше заби, вилици. И отидов со него да види забарката. Направив снимка. На снимката се покажа дека е циста, нека обична. На максимофацијална хирургија правев 3D снимка на врат, глава и вилица и видовме дека коската на вилицата тука што се, на забите дека е стопена. Само напред дека имам коска. Кога искочи снимката, докторот рече дека луѓе на 90 години доаѓаат со таква вилица. Дали има година, не знам, почнувам се рескат од забите. Ајде, тие активни парадентози, не знам како се викаат тие болести, на крај кога отидовме кај матичен заболекар, да му вади заб, вика не. Школазо вика, ја забот нема да му го вадам, сумњам на нешто. Тоа беше почетокот, значи пред 2,5 месеца. на кошмарот ваш. На кошмарот. Од таму ме пратија на хематологија, направив крвна слика, али таква е болеста подмукла што нигдека не може да ја покаже. Крвната слика беше солидна. Се вратив назад на максимофацијална хирургија преку биопсија. Дознавме дека е рак на коски. И од таму ме пратија на PET скен. Од кога добив резултатот од PET скен, видовме дека е проширена на многу места од телото. Не знам точно сега, јас знам дека е глава, раменици, бут и кичма, толку ми кажа докторот. И почнам со терапија тука кај нас. Не праќат на хематологија, од таму ни кажуват, вика не е могуче, вика дете на 19 години, на тоа што го сумњат другите. Правевме биопсија. Биопсијата откри, буквално са и се уште, значи ние се уште кај нас се лечевме со болест што не ја знаеме. Дали е рак на коски или е рак на коски на срж. Мене кој ми соопштија, ја бев со него, он отиде да го земе пескенот кај Жан Митер таму, а ја го чекав у болница и кога дојде, кога го донесе и докторот стоеше таму, мислам пушеше цигара и дај Николче да видам што е тоа. И кога кажува рак на коски и ја да ти кажем право, не сум знаела кај сум била и сум ја бутнала една жена. И Николче трчи по мене, чекај бабо, чекај, вика, жената ја бутна. Која жена бре, викам, ја ништо не гледам пред себе. Се дешава навечер у 4 саат идам на дежурен на речува за да ме смират болки во нозе. Башка неспиење. Пред да почнам со терапија сум немал проблеми со притисок, со шекер, со такви работи. Сега притисок, шекер. На баба и на дедо пред се они беа толку смирени, стабилни, што прво мене почна да ме тешат. Ја 2 дена, 3 се повлеков малку на страна да размислам што како, али на крај одлучив дека ќе се избориме до крај. Може би во овој момент да беше барем твој татко, може би ќе беше се поинако. Па може би ќе беше се поинако, али животот е таков што мора да го живееме и
да се избориме со све, да не се предаваме. Мора да се бориме до крај и мора да успееме. Немав памет у глава, не знам што да правам, не знам кај да одам, едноставно. Беше толку тешко што кога паднав и седам на купа и плачам, никој чека што плачеш сега. Синко, јас сам те чувала 19 години тебе и сега ова да ти деси. За мене не е лесно. Ја ни ноќе спием, ни дење. Јас што спием ноќе спием се по 10 милиграма дизапам пием. По 10. И тоа не ме смирува. Ќе преспиеме на парти и кога ќе станам, седам тука на масата. Во секое зло има добро, ќе кажат старите, а доброто кај ова семејство е што преку пријатели тие дознаваат за болница во Турција, која дава добри прогнози за престојното лекување на Никола, кое само на почетокот би чинело над 100.000 евра и би било долгорочно. А уште подобро е што народот по кој знае кој пат, посебно кога станува збор за млад живот, несебично од себе го дели и последниот денар, само тој живот да го спаси. Затоа Никола и неговото семејство е преблагодарно и ги отвара вратите за секој кој сака да му помогне. На дедо бивш колега уствари, сестра му е мажена у Турција. Контактиравме со него и преку него дознавме за Медикал Караджа дека имаат компанија во Велес. Со мој другар Никола, исто ко мене именјак, отидовме во Велес, се запознавме со Весна од Медикал Караджа Велес и за краток период успеавме да најдеме повише болници во Турција, али колку најдобра болница што ќе успее да ме излекува, ја најдовме Аџибаден. Имав малку потешкоти дека стигнат телефонските бројчиња, али добивме почетна фактура на 111.000 евра. Таму ги пративте снимките или беше? Да, пративме снимки. Што ти кажа од таму? Само ми рекол да прекинам терапијата и дека вторник имам закажано термин со најдобар доктор од болницата. Поново со пријателка наша од Македонија, мажена во Истанбул, стапивме во контакт, фала и она ја почна работава. За кратко време ние најдовме Аџибаден, Истанбул. Пративме потребно 5 скен снимки, извештај од тука, за многу краток рок, така договаравме ние. Дека мора похитно да го донесеме у Истанбул. Почетната фактура е 111.000 евра, што фактурата ќе се движи цело време, не се знае терапиите како ќе бидат, не се знае пред се состојбата дали ќе се деси ден, два, три пус да останам во склоп на болницата, спиењето, соба, болничка, такви работи. Тоа се си е пус, дотур на крв, нешто случајно ако треба, тоа е пус. Колку имаш ли увид колку е собрано до сега? За почеток имаме. Точна сума не знам да ви кажам. Точната сума А1 и Телекабел не се знае. Договорот е едниот на 2 месеца, другиот договор е на 3 месеца, али за почетокот, за стартот имаме. Имам голема подршка од сите комплет. Пред се баба ми и дедо ми, па сите останати другари, пријатели и општо луѓе што речиво општо луѓе кои што не ме познаваат, огромна подршка имам од сите. Дека толку сме хуман народ. За толку краток период не. Да, за толку краток период не очекував, али благодарност огромна до сите. Со една пензија, али со волја на народот, ние имаме за старт. Исто и овде ни го кажа, дека тоа цела година се лекува. Не може за месец, два, три. Голема благодарност до сите оние што се хумани луѓе и сите оние што помогнале до сега и од сега што сакаат да помогнат. Одзивот е голем. Се надам дека ќе успееме. Јас сум аплицирал до банки. Значи, ја не кријам. Сум аплицирал до банки за кредит. За кредит. Мене банка ми дозволи кредит
со тоа што ја треба да оставам имот под хипотека. Го ставам. Еве вас ви кажам, го ставам. Убеден сум, оптимист сум и ќе бидам оптимист, ќе го излечиме. Ќе го излечиме. Ако едно ќе кажам, верник сум у Бога, ако Господ златен му помогне, многу побрзо. Мора, што ќе правим, мора да го лечиме. Ја немам друг никој на светов. Само тоа дете ми е. Само тоа ми остана. Јас сам го рекол, кога он ќе се излекува, ја ако умрам, нека не ме шали 1 саат. Јас сам го помнал мојот живот. Тоа е. Верувам дека ќе успееме. И дека ќе се избориме до крај. Добро е да знаеме дека постои ден кога сепак доброто ќе победи на крајот, ден кога сите неповрзани случувања на нашиот живот ќе ги поврземе во една целина и ќе откриеме зошто така требало да биде. Убаво е да знаеме дека еден ден ќе бидеме на целта кон која сиот живот сме патувале. Убаво е да знаеме дека постои ден како овој денес и дека од миг во миг сме се поблиску до остварување на нашиот сон. Денес одиме кај едно семејство кое што живее навистина многу тешко и кое што немаше друг излез освен да го стави своето срце на дланка. Еве каде бевме со екипата. Војо Додевски е усамен човек на 68 годишна возраст кој е роден и пораснат во село Клечовце, Куманово. Работел како зидар, од ништо создава доми, за жал многу млад останува вдовец и самохран татко на 3 мали дечиња. Од денот кога го напушта сопругата за него, веќе животот добива друга димензија, многу потешка и многу посурова. Веќе освен да заработува, мора и да ги работи домашните работи, за да ја компензира за децата загубата на нивната мајка. Со труд и работа, тој успева сите синови да ги израсне и да им направи макар по една соба, но волката ја живее денес сам, осамен и далеку од најблиските, посебно од внуците кои многу му фалат. Дури на овие години, само за да издржи работи и се труди, што поради економски причини, бидејќи од социјалната помош му остануваат само 1500 денари за храна, но и за да ја победи осаменоста, бидејќи ако се затвори во 4 зида, сам вели ке си ја повика смртта. Војо е прескромен и иако посака да го стави своето срце на дланка, сепак се срами да побара помош, а и тоа како добро би му дошле апарати за домаќинство, зашто од смртта на сопругата рачно пере и готви на шпорет на дрва. Војо Додевски од Клечовце, откако се средил и требал да живее, останува вдовец. Изгледува 3 сина, а денеска нема помош од никој, затоа ни се обрати на нас. Добар ден. Добар ден. Чичко Војо. Добре. Ве пријавија во срце на дланка и ни кажа дека живеете сам. Да. Како живеете? Од кога живеете тука и како ви е животот? По 2002 која жена ми починете с деца сам. Деца одвоени. Се оженивте кога ви се родија децата, каков живот имавте допред да се разболе вашата супруга? Ние сме имали добар живот, сме имали све, не сме се карали никаква, све е нормално било живот. Не ни предпоставувавте дека ќе ви се случи несреќа и ќе изгубите толку млада? Па кој се едно дека ќе отиде толку млада? Во живот не се знае. Не можевте да ја спасите? Да, не могам, не. Беше сериозно болна? Да. Како после тоа живеевте? Сам, самохран татко со 3 мали деца? Па, дуи, куде ми потреба за работа, отиду работу, деца перу сам, право едење. У школу ги испраќам. Беше тешко? Па тешко е, но Кога ќе може да направите споредба, тој период, со сега овој период, кога сте сосема сам, кога ви е потешко? Сега е потешко, со жена не е било жена, сега специјална што треба за деца на две, а обавеза е све мое сега. Во моментов живеете сам, одвоени ви се Да. децата? Не сте Одвоени баш се, во не, добри односи? Не? не. Како живеете? Па с нима не, али само знае. С нима не Како ви живе. поминува животот тука? Па цел ден на работа, не се вртам дома, искачам се. И сега одите на овие години работите? Да. Зошто? Па не ми се седи дома, ако седи дома, ја треба да се карам с нима. 2 месеца правиме црква, ту е тама.
Имаме едење све. Събали от 8 до 3-4 часа покладне. Пола ден би минува. Да. Но да не е таа работа, живеете со минимални средства, Да. тешко. Ова е собата. Ето е. Ето е. Ова е вашето царство, Да. што Това е. со 10 прсти го создадовте како дом. Да. Колку земате социјална помош? 100 евра. Зашто се тие доволни, Војо? Па за едно живејачко. Колку? Минимално. Тука сте јадела? Да. Сам готвите? Сам. Гледам полата инџера. Па тој за 3-4 дена и у флижер ми стои. Пошто на работа сум, дојду до 5 сат сам на работу. И кад дојду, туру подгреју си једење. У фрижер колко ми треба толку изваду. Па, Тежок е животот на Да. сам човек. да. Гледам веќе и куќава попушта, Па стара е, нема се шара. а не можете сам да ја поправите. Нема, па јас сум мајстор, може ли, нема се пари материјал да се земе. Тоа е проблем. Тоа е. Ако правите куќа, ќе немате што да јадете. Па што да јат тие пари ја да ги собирам? Што право, треба да платиш воду, струју. Сепак за годините добро се држите и кога би ви се помогнало, би можела малку барем да ја реновирате куќичкава. Па може ли, кад нема се? Зашто? А што ви е најтешко во животот во момент? Па сега најтешко што дека нема кој, дека доеш сам, легнеш, пушти телевизор и скочиш. Ги гледате ли внуците? Не ми ги пушта, не. Војо е роден и живее во село Клечевце. Вреден е и посветен од млад на работата, најчесто работел зидарски работи и многу одамна. Од брат му купува куќа во истото село, каде го создава и семејството од 3 сина. За жал, млад останува вдовец и од своји 40 години сам ги расне децата. Ги пере и им готви, паралелно одејќи и на физичка работа. Истовремено и се надевал дека кога ќе остаре, тоа децата ќе знаат да го ценат и ќе му ја возвратат грижата. Тој ми е дедо ми, на татка ми татко. Тој е. Тука сте пораснат. Да. Потоа што правевте откако, нели, живеевте подолу во друга куќа? Тамо доле код Сашка, после ја намалваме мајка ми, ја у Куманово отида код дедо ми, 11 години под Кирију, и после у Којжа Куманово, тамо се вработи и си пути Кирију. Што работевте? Зидаротесар. И после кога деве, ја го взима од брата ми куќу. Пошто он взима тамо доле. Така ја ти му беа као сега 50 дена, така 5 милиона, така пари ги беше. И војко куќу взима. И со жена ми се досели од град у село. Жена ви ја изгубивте млада. Да, Каде беше таа? од Куманово. Од Куманово. Да. Имавте ли убав живот со неа? Ми имаше во, но ја не сум дома бил, мој цел живот е проше по терен. По Белград, натаму, се сум бил на терен, она е само дома живела. На месец дана доодеше од Белград. Не сме имали ништо со њу, не могаше да го спаси од тумор. Мозак, требаше операција да прави. Потржише ми тега 200 марка, или куде 200 марка, така взимаш социјално 1200 денара, 20 евра. И не мога да го спасва, остави ми 3 деца мали, прање, месење, све. И вика, носи го дома, вика, нема да го биде, вика, пошто да имаш социјално, вика, ако умру болница, вика, ќе немаш пара, вика, да го извадиш. И дојде го дека дома за 15 дена почина. Колку години имаше таа кога почина? 42, тако нешто. Премногу млада. Децата на која возраст ви беа тогаш? Едното ми беше 10 години, едното 8 години, едното 7 години. Премногу мале. Абе, прање, месење, све мое. Они ќе спија, ќе стану, ќе заместо леп, ќе направо едење,
и чието тамо. Где ми работеше? Мора за деца да ги наизчара. Оно снашка ми, на тога брата ми жена, еден път, два пъта, просто знаеш, че чуем обети. Ако я не беше деца не може, викам, не, снашка, че си месо. И свите деца, славе меси, перо меси. Само големът не знае да меси. Покрай вас се научија. Да. Еден път, два пъта отидо я на копање. Мора да идеш припадно да работиш, да изчуваш деца. Таква судбина. Баш ще средиш свел на дела. Тогаш живеевте во оваа куќа тука? Да. Немаше воду, баш уведе воду. Она е вода носила тамо да дам бунар. Върне до она, че вземе балончик и че затвори деца уведе ко собо, че отиде све рушна и вода носила. Прanje, ден и све. Баш като трябваше да живи, она отиде. Деца всяка да се изпере, да се избаня. Ја бара ли мајка им? Traži ga li se? Што им велевте? Што им кажувавте тогаш кога ја бара, кога беа мали? Нищо, она изведа ги у село, кое снашко ми доле. Мукумано, кое шураци ми. А ние ќе тражи го да легне. А дека они с мимо све са били цел живот, ја все съм бил потерян. Мука е било. Сега новия млади не ги се докажуе. Се разбол така, завъртаме тога сина ми. Горе ще от най-старата. Прошли път, що да не ме отнес за 15-20 минути готово да се шлогирам. Имавте удар? За стар човек, освен грижа и внимание, може би друго и не е потребно. За жал, овој прискромен човек и покрај љубовта што сиот живот ја давал, денес не е почитуван од најблиските, вели тој, а најмногу сака мала помош за да го мине остатокот од животот полесно. Ме нервози, и она ми кажа, докторце, што се нервираш, вика бе? А зашто се нервиравте? Неќе не ги пушта деца. Кој? Снашка. Ви е жал за мначињата? Не ga гледаш колеси кое. Додете го види бе, и му повикни и одна уведе го внутре. А живо сум го оставил. Беше се труда с лекови. Беше сидно у Црногору. Она е скарала се с мајко. Још не беше с сина ми. Девојка би чар бева, али тамо се у собу седеше. Скара се с мајко, дојде, земе едну шаку леко и спие. Ото из за Скопје. Одвај го стави жив. Сак не сака да ме види. Тега девојчето е у школу иде. Покрај мене пројде како да не ме познава тој. И ако иду, оно ќе застане на страну, ја да пројде, оно така пројде. Што да взему, поружи ги, оно ги вземе фрли на куче. Едење. Не ги дава на деца ништо. И ја викам на Славет на сина, чим ги фрли, тие 200 денара ќе взему 3 дена леп, 4 ќе си взему с тие пари, а не да ги фрли она на кучки, на мачки. Не ги дава ништо на деца од мене да взима. Па нема, тоа стигам с тие 100 евра. Иду по људи работу кој им повикне натам, на Аматуир, едну црква се градимо тама. Пошто тамо има едење, ручок. Ја што вика, мене пари не ми треба, мене ми треба здраве. Од црква не се зима, од црква се дава. Ја ако не иду, ако не шетам, ја ќе паднам. Мене ми толку со воду и мене ми пуки организам ми работи. Значи ја, ако не работи, ја не може, мене ми е мука, ја да седу цел ден дома. Стасуваат тие 6000 за храна? Остануваш некогаш? Нема за струју, кога дојде. Пошто свите тројица синови, кога дојде струја,
мора си по пола го плаќам, воду исто тако е. Виж тоа 1000 денара, 1500 денара се најат од пензија до пензија. Што е тоа доволно за 30 дена? Па ништо не е доволно. Кад нема јичпа доста и тоа е. Храна сам си готвиш или? Сам. Сам. Виж тоа машину немам. Електричен споретот на тие стар сам, ремата не ми работи. Оно е 3 цепа, нели, крп имат. Во тешките времиња цените ги малите работи. Тие може да бидат сламка за спас која ќе ве поткрене. Не гледајте каде се наоѓате денес, туку колков пат сте изоделе до денес, колку предизвици сте поминале, колку тешкоти сте совладале. Во такви тешки времиња треба да бидете во мир со себе и да се надевате дека сепак ќе дојдат некои подобри времиња. Големината и добрината не се средства, туку цели. И големината и добрината не се инвестиција, тие секогаш се исплаќаат. Знам дека ќе се исплати што денес две семејства го ставија своето срце на дланка и дека хуманоста веќе проработува кај секој од нас. Да им помогнеме на овие две семејства да живеат подобро, бидејќи нашето малку некому може да значи се. Преку социјалните медиуми дознавме за младиот Никола Горгиев од село Цреша во Скопско. Денеска со екипата на Срце на дланка сме пред неговиот дом. Сакаме да дознаеме причината и неговата болест, но и целите за негово излекување. Затоа, денес ќе ве запознаеме со неговата животна историја. Добар ден. Никола, се запознаваме и ми е многу драго што те гледам. Вака, јас сум Оливера од Срце на дланка, се слушнавме вчера. Дојдовме во твојот дом со цел да дознаеме твојата животна историја, твојата приказна. Колку години имаш и со што се соочуваш во моментов? Јас сум Никола Ѓоргиев од село Црешево. Имам 19 години и сум во борба со рак на коски. Дознавме од социјалните мрежи за твојот проблем. Во моментов си матурант, во моментов те очекува убави работи, за жал мораше сето тоа да го стопираш и да го ставиш на стендбај, но си, како што гледам, и вака силен и борбен. Да, треба да се избориме до крај, ќе успееме и... Кога ја диагностициравте оваа сериозна болест? Пред, отприлика околу 2-3 месеца, дознав дека имам рак на коски и ја почнав борбата со ракот. Так, тука се лечиш во Македонија или? Да, во Македонија се лечам, али понеделник патувам во Турција. Во понеделник патуваш во Турција, таму веќе излезени се и донациските бројчиња. Како ќе тече таму процедурата, каков е планот? Па валјда ќе почнеме прво испитување вторник и со терапија во Турција. Так, колку е почетната сума што треба да се собере? Почетната сума е 111.000 евра. Како, случајно ли го дозна моментот со диагнозата, што се случи? Имаше ли проблеми? Има проблеми со зъбите и со испитување дознавме дека имам рак на коски. Во моментов болки некој имаш ли? Во моментов не. Али се дешава и тоа. Ајде влезете, ќе седнеме, ќе... Да, ова е вашата семејна куќа? Да, Тука со кого живееш? Со баба и дедо. Родители немаш? Не. Татко ме починат, со мајка ме немам никаков контакт. Так. Гледам и пријателчиња, животинчиња, чуваш кутра? Домашни милиничиња. Тука го помина детството? Да, од тука сум роден во село Црешево. И понатака од тука ќе до крај на животот би живеел. Тука и ќе се вратиш? Да, не би го менјал Црешево за ништо. Толку си среќен тука. Да. Како те чуваа баба и дедо? Предпоставувам добро. Одлично. Штом не би го менувал родното место?
Овде деневната соба. Ова ти се претпоставувам бабата и дедот си. Да, баба и дедо, да. Добар ден. Да, Јас сум Оливера. Јас сум бабата на Николче. Јас сум дедото на Никола Лазо и другарот. И другарот. Петица сме другари, да. И поддршката во И се, поддршката во се. претпоставувам. Во све. И се гледаме албуми кој бил мал. Гледаме, им си плачеме, им се смееме, се радуваме и тоа е. И така. Верувам дека пред вас е еден животен предизвик, една голема борба, тешка борба. Тешка. Ми кажа Никола дека ќе заминете за Турција, но дека... Да. Ако е здраве Боже, понеделник сабаре, одиме. Таму. Само со Господ напред, ќе успееме, оптимистички сите, само да узлекуваме. Војо Додевски од Клечовце, откако се средил и требал да живее, останува вдовец. Изгледува 3 сина, а денеска нема помош од никој, затоа ни се обрати на нас. Добар ден. Добар ден. Чичко Војо. Ве пријави во срце на дланка и ни кажа дека живеете сам. Да. Како живеете? Од кога живеете тука и како ви е животот? По 2002 која жена ми починете с деца сам, деца одвоени. Се оженивте кога ви се родија децата, каков живот имавте до пред да се разболе вашата супруга? Ние сме имали добар живот, сме имали све, не сме се карали никаква, све е нормално било живот. Не ни предпоставувавте дека ќе ви се случи несреќа и ќе изгубите толку млада? Па кој се едно дека ќе отиде толку млада? Во живот не се знае. Не можевте да ја спасите? Не могам, не. Беше сериозно болна? Да. Како после тоа живеевте? Сам, самохран татко со 3 мали деца? Па, дуи, куде ми потреба за работа, отиду работу, деца перу сам, право едење, у школу ги испраќам. Беше тешко. Па тешко е, но Кога ќе може да направите споредба, тој период со сега овој период кога сте сосема сам, кога ви е потешко? би сега е потешко, со жена не е било жена сега специјална што треба за деца на две, а обавеза е све мое сега. Во моментов живеете сам, одвоени ви се Да. децата? Не сте Одвоени баш се, во не, однос? не. Не. Како живеете? Па с нима не, али само жена, с нима не Како ви живе. поминува животот тука? Па цел ден на работа, не се вртам дома, изкачам се. И сега одите на овие години работите? Но, Зошто? па не ми че седи дома, ако седи дома, ја треба да се карам с нима. 2 месеца правиме црква, туе тама. Имаме едење све. Се бале од 8 до 3-4 саат попладне. Пола ден ви минува. Да. Но да не е таа работа, живеете со минимални средства, Да. тешко. Ова е собата. Ова е целото е. Ето е. Ова е вашето царство, Да. што Това е. со 10 прсти го создадовте како дом. Да. Колку земате социјална помош? 100 евра. Зашто се тие доволни, Војо? Па за едно живејачко. Колку? Минимално. Тука сте јадела, Да. сам готвите. Сам. Гледам пола тенџера. Па тој за 3-4 дена и у фрижер ми стои. Пошто на работа сум, дојду до 5 сат сум на работа. И кад дојду, туру подгреју си јадење. У фрижер колку ми треба толку изваду. Па, Тежок е животот на Да. сам човек. да. Гледам веќе и куќава попушта, Па стара е, нема се чара. а не можете сам да ја поправите. Нема па, јас сум мајстор, може ли, нема се пари материјал да се земе. Тоа е проблем. Тоа е. Ако правите куќа, ќе немате што да јадете. Па што да тие пари ја да ги собирам? Што право, треба да платиш воду, струју. Сепак за годините добро се држите и кога би ви се помогнало, би можела малку барем да ја нели реновирате куќичкава. Па може ли, кад нема се? Зашто? А што ви е најтешко во животот во моментов? Па сега најтешко што дека нема кој, дека доеш сам.
легнеш, пуши телевизор и скочиш. Ги гледате ли внуците? Не ми ги пушта, не. Воја Додевски е усамен човек на 68 годишна возраст кој е роден и пораснат во село Клечовце, Куманово. Работел како зидар, од ништо создава доми, за жал многу млад останува вдовец и самохран татко на 3 мали дечиња. Од денот кога го напушта сопругата за него, веќе животот добива друга димензија, многу потешка и многу посурова. Веќе освен да заработува, мора и да ги работи домашните работи, за да ја компензира за децата загубата на нивната мајка. Со труд и работа, тој успева сите синови да ги израсне и да им направи макар по една соба, но болката ја живее денес сам, усамен и далеко од најблиските, посебно од внуците кои многу му фалат. Дури на овие години, само за да издржи работи и се труди, што поради економски причини, бидејќи од социјалната помош му остануваат само 1500 денари за храна, но и за да ја победи осаменоста, бидејќи ако се затвори во 4 зида, сам вели ке си ја повика смртта. Војо е прескромен и иако посака да го стави своето срце на дланка, сепак се срами да побара помош, а и тоа како добро би му дошле апарати за домаќинство, зашто од смртта на сопругата рачно пере и готви на шпоретна дрва. Никола Георгиев е младо момче, матурант со големи планови во животот, силно, позитивно и вредно. Секој слободен момент го користи за да работи, за да не биде терет на домашните. Немал среќа да ги запознае своите родители, бидејќи татко му починал набрзо штом тој се родил, а мајка му го оставила, вели тој, и никогаш не прашала за него. Затоа тој пораснал со баба му и дедо му во Црешево, кои го чуваат од негова 9-месечна возраст. Единственото богатство што го имаат дедо Лазо и баба Рада е Никола, за кого би дале се. Го растеле како свое дете во хармонично семејство и тој им е единствениот наследник. Иако се уште не ја прежалиле загубата од синот пред неколку месеци, добија нова вест која безгрижноста на овие луѓе ја замени со солзи и неспиени ноќи. Случајно на стоматолог дознаваат дека Никола е болен од сериозна ретка болест. Преку пријателка стапуваат во контакт со болница во Турција, која за поставување на точната дијагноза и почетно лекување бара над 100.000 евра. И додека секоја втора вечер ова младо момче се бори со сериозните болки, хуманиот народ несебично донира, но бидејќи лекувањето ќе трае долго и ќе чини многу, ставајќи ги во мирување сите идни планови, ова семејство одлучи да ги стегне забите во оваа тешка битка и да му помогнат на единственото чедо.